Вести на Канал 8. Добар ден. Покачувањето на субвенциите за производство на ориз за дополнителни 1800 денари од декар ќе влијае за подобрувањето на лошата финансиска состојба на земјоделците. Таков е ставот на членовите на Сдруженијето на оризопроизводители Бело Злато, што го искажаа на пресконференција. Заложбите на членовите на Сдруженијето на оризопроизводители Бело Злато за решавање на проблемите на земјоделците од регионот конечно постигнале ефект. Повеќето состаноци што ги имале во Министерството за земјоделство наидувале на разбирање од надлежните, а во практика немало ефект се досега, рекоа на пресконференција на која позитивно ја оценуваат одлуката за осетното покачување на субвенциите за оризопроизводството. Велат дека чувствуваат лична заслуга од постигнатото, откако добиле поддршка во ресорното министерство. Побаравме со промена на власта, побаравме средба со актуелниот министер Николовски, ја остваривме веднаш. Тоа остварување веднаш се роди со едно исполнување за оризопроизводителите, трократок зголемување на земјоделските субвенции. Значи, како што беа до сега 600 денари, од сега 2400 денари ќе добие по единица површина, односно по декар. Значи, тоа е една од мерките која е, како да кажам, значи, добра за земјоделците, за оризопроизводителите. Тоа не е една и единствена, значи во секој момент треба да се реализира и давање на зелената нафта, која ќе го намали трошокот на оризопроизводството. Освен овие мерки, Борисов рече дека е задоволено и барањето за намалување на концесијата за користење државно земјоделско земјиште, а се воделе преговори со водостопанското претпријатие за намалување на висината на водниот надоместок. Исто така, додаде дека било договорено откупната цена за арпата да биде 25 денари од килограм. Тоа ќе се почитува ако преработувачите и откупувачите го купуваат, да речеме, килограм арпа 18 денари, значи 7 денари ќе има Министерството врска да доплати до фиксната 25 денари. Борисов рече дека Сдруженијето Бело Злато и понатаму ќе работи на исполнување на барањата на земјоделците и решавање на досегашните проблеми. При тоа беше порачено дека е неопходно инспекциските органи да направат поголеми контроли при увозот на семенски и репроматеријали, како и да се проверува квалитетот на заштитните хемиски препарати против плевели. Намалена појава на плевели, зголемување на приносите и намалување на ѓубривата за прихрана на почвата и други ефекти се постигнаа со употребата на тераграминот на оризово поле. Производ кој што Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството подрачна единица Кучани го постави експериментално, за да ги види ефектите од неговата употреба. Добиените приноси се дури двојно или тројно зголемини, велат од Агенцијата. Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во соработка со фирмата Скопски легури од Скопје пред неколку месеци постави еден опит со тераграмин на оризово поле и пред неколку дена на извршената жетва на таа експериментална површина се видоа резултатите кои што се постигнаа и кои што се подобри од очекуваните. На парцелата на која што го поставивме опитот со тераграмин, добивме некаде околу 900 килограми арпа од 1 декар, а на споредбените две парцели имаше некаде, разликата изнесуваше 300 килограми, значи во корист на парцелата каде што го поставивме опитот. Значи таму имаше за 300 килограми помалку. Исто така, уште еден споредбен податок можеме да споменеме ланската година на истата парцела, каде што беше поставен опитот, како што ни кажа земјоделецот, каде што го поставивме во село Чифлик, имаше некаде околу 400 килограми принос, а видовме ова година, значи по аплицирањето на тераграминот е зголемен некаде за повеќе од двојно. Така што овие ефекти постигнати со тераграминот се навистина одлични, зачудувачко добри, и можам да кажам дека овој опит покажа дека таа материја добиена како нус производ што спомнавме претходно
многу одговара на оризовите полиња и посебно го препорачуваме за натаму земјоделците да размислат за употреба на овој производ. Тераграминот всушност представува нус производ при производството на силикоманган. Позитивно влијае врз физичко-механичките и водно-физичките својства на почвата. Ја подобрува нејзината структура, тоест водниот, воздушниот и топлотниот режим на почвата. Захариев истакнува дека ефектите од аплицирањето на тераграминот врз приносите на оризот се покажале како мощни успешни, односно повеќе од двојно, и препорачува на земјоделците да го користат во наредната сејдбена сезона. Вложувањето во спортот и поддршката на спортистите и клубовите како еден од приоритетите во предизборната програма беше представено на пресконференцијата што ја одржа кандидатот за градоначалник на Кочани Николчо Илиев. При тоа вети зголемување и правилно насочување и распределување на парите од буџетот за да се постигнат подобри резултати. Општината е должна да обезбеди развој на масовниот спорт и на рекреативните активности на граѓаните, како и на училишниот, студентскиот и спортот за лицата со посебни потреби, рече на пресконференција Николчо Илиев, кандидат за градоначалник на Кочани од коалицијата на СДСМ. Символично обраќајќи им се на граѓаните од стадионот Никола Мантов, Илиев додаде од и спортската јавност подолг период барала поголем буџет за спортот и поддршка од локалната власт, а дека тој е подготвен позитивно да одговори на тоа. Како кандидат за градоначалник, сметам дека општината мора да му биде сојузник на спортот. Од општинскиот буџет мора да се издвојат повеќе пари за спортот. Пари што ќе бидат правилно, транспарентно, наменети и честно и отчетно потрошени од спортските клубови и здруженија. Со добро стопанисување пари во спортот можат да доаѓаат и од бизнис секторот. Добра локална економија може да обезбеди поголема поддршка на спортот. Почитувани сограѓани, за спортско Кочани ќе ги мотивираме сите клубови и поединци за упорно тренирање и постигнување на резултати. Фудбалерите, кошаркарите, ракометарите, борачите, гимнастичарите, каратистите. Жално е клуб како шаховскиот да нема простории и услови за работа. Ние ќе обезбедиме соодветен простор за тренинг на сите спортски здруженија и клубови. Дипломираните спортски работници ќе ги поддржиме да ги реализират своите знаења и можности во спортот. Освен помагањето на спортските клубови и спортистите поединечно, неопходни се услови за нивно работење, што според Илиев исто така ќе добие соодветна грижа од новата локална власт. При тоа вети вложување повеќе пари во спортските објекти, во опремата и во стручниот кадар. Се залагаме за реконструкција и целосно оспособување на спортските објекти, нивно одржување и осовременување. Ќе работиме така што спортските екипи да бидат амбасадори на Кочани. Само така може да очекуваме успеси во спортот. Така ќе има спортски живот во Кочани. Вложувањето во спортот е дел од предизборната програма на Илиев, според кого со правилното насочување на буџетските средства можат да се добијат подобри резултати и успеси на спортски план. Невработеноста во Кочани е намалена со отворањето на странските инвестиции. Беше речено на пресконференција на која зборуваше носителот на листата за советници од ВМРО-ДПМН Лазо Митев. При тоа тој додаде дека општината создала инфраструктурни услови за да можат новите стопански капацитети нормално да функционираат. Локалната власт, предводена од ВМРО-ДПМН, вети дека ќе ја намали невработеноста. Ќе се сложите дека тоа е добра причина за да се работи, како ветивме, така и направивме. Резултатите се гледаат. Резултат број 1. 2006 година Кочани имаше 12.000 лица со граѓани кои се од едната или од другата партија, а кои се невработени. Денеска бројот на невработеноста изнесува 3800 лица. Ваквото трикратно намалување на невработеноста е резултат на два доминантни фактори, а тоа е активните мерки за вработување и привлекување на странски инвестиции во општината. Кочани го доби Амфенол, американска компанија која што представува странска инвестиција од 6 милиони евра. Кочани ја доби и Антура, холандска компанија која што изгради репроцентар за цвеќе.
На крајот од 2015 година Антура во Кочани има вработено 163 лица. Кон крајот на 2016 година бројот на вработените лица во компанијата се зголемува и изнесува 278 лица. А која е причината што овие инвестиции дојдоа во нашата општина? За да дојдат странски инвестиции беа потребни реформи, донесување на акти, инвестирање од страна на општината, менување на амбиентот во Кочани. Локалната самоуправа со поддршка од советниците од ВМРО ДПМН заедно со коалиционите партнери го сторија сето тоа. Советот на општината одобри и даде зелено светло за изградба на приклучување на фекална канализација во вредност од над 8 милиони денари, односно како локална самоуправа изградивме водовод и одводна канализација, тротоари, поставивме улично осветлување, работевме на целосно инфраструктурно уредување на овој дел. Овие мерки беа клучни за тоа што Антура дојде во нашата општина. СДСМ и ВМРО Народна партија ќе соработуваат на локално ниво и во општина Чешиново Облешево. На пресконференција соопштија дека е постигнат договор за поддршка на кандидатските листи за градоначалник и членови на Советот, што ги предложи коалицијата предводена од СДСМ. Општинската организација на СДСМ и Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од општина Чешиново Облешево потпишаа договор за соработка за локалните избори. Слично како и во Кочани, двата партиски огранока од оваа општина ќе имаат меѓусебна поддршка и ќе настапуваат заеднички во представувањето на проектите што треба да се реализираат. По потпишувањето на договорот беше речено дека очекуваат соработката да даде резултати што ќе им донесе победа на изборите. Со приклучувањето на ВМРО Народна партија кон коалицијата потврдуваме дека сите ние, леви, десни и партии од центарот, го слушаме гласот на граѓаните кои сакаат заедништво наспроти поделби. Ние сме за фер и демократски избори и се образуваме заедно и безкомпромисно да работиме во одбрана на правдата, вистината и еднината. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН ги повикаа нивните членови и симпатизери да дадат поддршка за кандидатите за градоначалник и за советници од листата на коалицијата предводена од СДСМ. Врз основа на одлуката на Извршниот комитет на ВМРО Народна партија, а согласно постигнатиот договор за коалицирање на локално ниво, Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од општина Чешиново Облешево ги информира членовите, симпатизерите и јавноста дека донесе одлука на престојните локални избори кои ќе се одржат на 15.10.2017 година да даде целосна поддршка за кандидатот на коалицијата предводена од СДСМ за градоначалник и кандидатите на советничка листа за општина Чешиново Облешево. На заедничката средба по потпишувањето на договорот за соработка беше оценето од и коалицијата на локално ниво меѓу двете партии е на партнерска основа заради реализирање проекти што се од интерес за сите граѓани. Изградба на 3 патека, велосипедска патека во должина од 4 километри, како и оплеменување на неколку природни пештери во планината Плачковица, се дел од проектите кои што кандидатот за градоначалник на општина Зрновци од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ги најави представувајќи ја својата програма пред граѓаните. Нови туристички содржини по течението на река Зрновка како услов за развој на руралниот и планинскиот туризам, најави кандидатот за градоначалник на општина Зрновци од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија Блаже Станков. Еден добар дел од проектите се сместени токму на покањенот на реката Зрновка, бидејќи се работи за еден многу живописен кањон кој што изобилува со безброј падини за погодни за одмор и рекреација на граѓаните, меѓутоа исто така и самите 3 патеки кои што се протекаат покрај реката се идеални за разни други спортски дисциплини и пред се, значи овде планираме да се изгради една велосипедска трака во должина од 4 километри, која што ќе може понатаму да служи за натпревар, меѓутоа исто така и за слободно возење на граѓаните, меѓутоа исто така и на сите оние посетители што ќе дојдат од страна. Овде исто така планираме, значи, да бидат оплеменити неколку природни пештери за сите оние авантуристи, поставување на челични јажиња кои што би служили понатаму за разни дисциплини во овој дел на спортот.
Станков најави и промена на секундарната водоводна мрежа во Зрновци, која е застарена и се губат големи количини на вода. Со новата техничка документација, која е веќе изготвена, водоводот во Зрновци ќе добие висока, средна и ниска зона со квалитетно водоснабдување. Ќе се направи реконструкција на Домот на културата во село Видовиште, како и изградба на 3 полски пата и нивно асфалтирање. Пресконференција одржа и кандидатот за градоначалник на Чешиново Облешево Горанчо Крстев, предложен од коалицијата што ја предводи СДСМ, при што представи дел од својата предизборна програма. Според него, решавањето на проблемите во земјоделството во општината и регионот е клучен фактор за подобар живот на сите граѓани. Живееме во земјоделски ориентирана општина, чија што економија во најголем дел се базира на оризопроизводството, поради што еден од нашите приоритети е поддршка на земјоделците, рече кандидатот за градоначалник на Чешиново Облешево Горанчо Крстев, предложен од коалицијата предводена од СДСМ. Во обраќањето до јавноста, тој презентираше дел од проектите во неговата предизборна програма, што се насочени кон обезбедувањето услови за подобро земјоделско производство и соодветна инфраструктура, со што би се мотивирале младите да не се иселуваат од родните места, проблем на кој, според него, досега не се обрнувало доволно внимание. Досегашното управување со општината се базираше пред се на проекти во кои што крајниот бенефитор не беа граѓаните, туку владеачката елита. Општинските средства нерационално се користеа за популистички трошења кои што ниту се приоритет на граѓаните, а уште помалку механизам за подобрување на животот на истите. Темел на нашата програма и действување ќе биде пред се проекти од кои што директно бенефитори ќе бидат граѓаните на нашата општина. Одливот на младите кадри, како сериозен проблем во изминатиот период, ќе биде приоритетен проблем за решавање на начин што ќе се обезбедат сите потребни услови за младите, својата иднина и перспектива да ја градат токму во нашата родна општина. Новата локална самоуправа има за цел да биде рамноправен партнер на секој граѓанин и собственик што поселува добар бизнис идеја. На пресконференцијата Крстев рече дека иако општина Чешиново Облешево е од рурален карактер, постои план во неа да функционираат урбани заедници, при што локалната самоуправа на рамноправна основа ќе дава поддршка за развој на сите населени места. Диагноза на атипични респираторни инфекции беше темата на предавањето наменето за лекарите од Источна Македонија, организирано од страна на Центарот за јавно здраве Кочани и Сдруженијето на лекари Примариус од Кочани, во соработка со Диагностика Авицена од Скопје. Целта е навремено диагностицирање на респираторните инфекции од кои по години се и најмалите и повозрастните лица и нивно навремено третирање. Центарот за јавно здраве Кочани и Сдруженијето на лекари Примариус од Кочани во соработка со Диагностика Авицена од Скопје организираше стручен состанок на тема Диагноза на атипични респираторни инфекции. Од Центарот за јавно здраве Кочани вела дека темата е повеќе од потребна за лекарите и од голема корист за нив и за пациентите, посебно во време на преод од високи кон пониски температури. Неслучајно го избравме овој период од годината кога стануваат актуелни респираторните инфекции, погодени се и најмладите, како и возрастните и старата популација, и состанокот е со цел да се актуализира прашањето за пнеумониите, респираторните инфекции, подига современите диагнози за навремено детектирање на една респираторна инфекција, начинот на лекување и нивното третирање. Посебен осврт ќе земе доктор Луиза Жарова од Центарот за јавно здраве, микробиолог, која што ќе има нејзино видување за атипичните пнеумонии, нивната микробиолошка диагностика, и како доктор Даниела Нуновска-Спировска од Авицена, која што ќе го презентира пнеумослайдот како еден од современите диагностички методи за диагностика на атипичните пнеумонии.
На состанокот на кој беа присутни лекарите од цела Источна Македонија се зборуваше за методите за современа диагноза на атипични респираторни патогени инфекции, како и за значењето на атипичните пневмонии и нивната микробиолошка диагноза, болести од кои не се поштедени ниту возрастните, ниту најмалите лица, а се карактеристични за овој период од годината, затоа од големо значење нивно навремено диагностицирање и третирање. Со изложба на карикатури од светски познатиот карикатурист Ивајло Цветков, отворено 9-то издание на фестивалот Инвиница Веритас. 9-то издание на Инвиница Веритас стартуваше со изложба на карикатури од светски познатиот карикатурист Ивајло Цветков, за чиј квалитет стојат 70 интернационални награди. Драги пријатели, сакам да ви искажам благодарност што сте тука, што го поддржувате нашето творештво, смислата на нашата работа е публиката и затоа ви благодарам. Ние карикатуристите сме луѓе без зборови и секогаш сакаме да ве насмееме, а не да ве расплачеме. Фестивалот Инвиница Веритас веќе 9 години е препознатлив белег на Виница, а богатиот репертоар од квалитетни представи пред време го резервира капацитетот на салата во Виница. Најдолжи Рото, што секоја година ни помагаат за организирање на овој фестивал и една јавна благодарност до сите кои што овие 9 години ни помагаат. Фестивалот обстојуваше и обстојува и стана реновиран фестивал со публицитет. Затоа зборува фактор дека уште пред време сите карти на фестивалот се продадени, така и оваа година. Јас завршувам со мојот втор мандат. Следната година ќе имаме нов градоначалник и еве да му оставиме еден аманет да продолжи со организацијата на овој настан. Фестивалот на сцената го отворија професионалците од Врање со представата Аматери, а на програмата денеска се работилници за карикатура и театарот за најмладите со Кристијан Маџик, додека вечерва на програмата е представата на театарот Крик од Скопје со македонските актери Роберт и Мими Ристова во режија на Ѓорги Ризевски, а картите за истата се веќе распродадени. Љубопитната принцеза е насловот на театарската представа што во изведба на актерите од патувачкиот театар Колозов од Скопје беше одиграна во Центарот за култура Бели Мугри. И повторно главната филозофија лошото секогаш губи и доброто победува беше истакната и во представата на актерите од театарот Колозов под наслов Љубопитната принцеза, што беше одиграна во Центарот за култура Бели Мугри. Познатиот Ванчо Петрушевски во улогата на таткото на принцезата или царот, Дубравка Киселички во улога на лошка, која што на крајот завршува како добра, и принцезата Веруника Киселички. Детските представи се за онаа возраст која што сега се едуцира, сега се учи. И затоа ние го направивме овој патувачки театар за да можеме да можат децата да видат што значи представа, што значи театар, која е таа магија која што ќе ги привлече нормално, затоа што не можат сите да дојдат во театар и да гледаат представа во театар. Некаде мора и ние да одиме, затоа и се вика патувачки театар Колозов. Имаме, значи, покрај детските представи и вечерни представи, комедии во главно, кои што се за возрастната публика. Да упатам една благодарност за денешната успешна представа, односно две представи кои што игра едната од 10, другата од 11. Морам да го споменам Гоце Влахов како иницијатор, односно организатор на целата ова представа, која што за среќа дојде во Кочани. Значи, на негова иницијатива да гостуваат на наше задоволство, значи се прифати. Еве, денес ни се овде овие познати ликови од македонските народни приказки, кои што се на големо задоволство за младите, бидејќи ги имаа во живо. Да, во живо, имаат можност да не видат во живо. Да, и да видат, да е
преточат, односно овие актери, енергијата која што ја поседуваат во себе на најмладата популација, тоа се учениците. Димитрова додаде дека ваквите представи се доста прифатени од децата и затоа се надеваат на уште поголема соработка во иднина. Ротари клубот Кочани Виница во хуманитарна акција за помош на малата Хана од Виница. Во среда во основното училиште Мајлина Попиванова организира хуманитарен пинг-понг турнир. Хуманитарен пинг-понг турнир за помош на малата Хана од Виница, која што е болна од леукемија. Од Ротари клубот Кочани Виница го најавија настанот и ги повикаа сите граѓани кои што се во можност да повелат и да ја покажат својата хуманост. Ротари клубот Кочани веќе пети пат организира хуманитарен пинг-понг турнир, се со цел да покрај некаква хуманитарна активност. Овој пат средствата кои ќе бидат соберени на овој хуманитарен пинг-понг турнир ќе бидат наменети за малата Хана од Виница, која болува од леукемија, со надеж дека и тие средства ќе помогнат да пак застане на нозе. Овој турнир ќе се одржи во основното училиште Малина Попиванова и ќе биде тоа во среда во 19 часот. Отворен е за сите учесници, котизацијата е 500 денари и за гледачи нормално бесплатно доколку сака да го поддржат овој настан. Ние и во иднина ќе продолжиме да правиме секакви активности кои ќе бидат од полза на нашите локални заедници како во Кочани, така и во Виница. И ви благодарам за можноста што го најавувате овој настан, со надеж дека ќе имаме одзив од граѓаните за оваа акција. На 3,5 годишната Хана од Виница и е диагностицирана леукемија и потребни се големи средства за нејзино лекување, а нејзиното семејство ги нема. Бидејќи секој денар е скапоцен и од Ротари клубот и од семејството на Хана ги замолуваат сите граѓани да донираат пари на жиросметката во Стопанска банка, за да може и ова невино детенце повторно да ја почувствува радоста на детскиот живот. Почитувани, прогнозата за времето воедно беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.